Бизнисот продолжува со алармот кон несериозноста од власта и бара конкретни решенија, а не само констатации. Првиот човек на Стопанската комора бара одговорност од државата за лошите економски политики на кои никако да им дојде крајот. Бранко Азески предупредува дека државата ги оставила на цедило големите компании да се снаоѓаат како знаат и умеат, но и да плаќаат високи сметки за струја. Вели дека Македонија се наоѓа во криза од 2008 година и редно време е јавноста да чуе конкретен став на прецизен и едноставен начин за секој да може да го разбере. Од осамостојувањето пред 31 година македонската економија оствари раст на бруто домашен производ од 1,7%. Јавниот долг се зголеми од 23% во 2008 на 57,5% во првиот квартал годинава. Маневарскиот простор за ново задолжување е стеснет, а државата не успеа да го реформира својот образовен систем спрема потребите на пазарот на труд. Земјата и понатаму е високо зависна од увозна енергенција и со тоа подложна на силни ценовни удари, без потребната алтернатива. Алармира председателот на Стопанската комора Бранко Азески. Ваквите неповолни состојби во економијата во значителен дел се должат на нефункционирањето на правната држава, непочитувањето на пазарните законитости, политизацијата и доминација на партиските наддржавните интереси. За излез од кризата, од комората нудат конкретни решенија. Декларацијата што ја донесовме во Стопанската комора на 14 јули 2022, а подпишана од над 300 компании членки, МАНУ, сите државни универзитети и бизнис асоцијации, сега да биде прифатена и подпишана и од парламентарните партии кои имаат свој пратенички групи во собранието. Убедени сме дека на тој начин би се заокружили сите релевантни чинители во градењето на економските политики, кои ќе се согласат дека во наредните 10 години приоритет ќе има економијата. Дека се тоа ќе се спроведе, гаранција ќе биде склучувањето на посебен договор помеѓу јавниот и приватниот сектор. Со договорот ќе се регулираат меѓусебните односи со кои пак ќе се трасира патот кон првиот консензус за прогрес на државата, во кој бизнисот ќе има централно место. Завршува Бранко Азески. Вели ако власта остане глува на овие аларми, според него нема да престане одливот од млад и образовен кадар, а и дека тешко ќе се ублажи инфлацијата. Стопанствениците не сакаат предвремени избори, затоа што тоа наместо да и помогне, ќе и создаде дополнителна штета на економијата.